Полиграф со Менде Младеновски на Б97 радио. Почитувани слушатели, драги радиопријатели, денешен гостин во нашата редовна рубрика Полиграф е градоначалникот на Новаци, Стефче Стефановски. Господине Стефановски, се навршија повеќе од 2 години откако станавте градоначалник, па сега кога ви се вратиле назад, дали се остварија вашите очекувања во овие 2 години? Благодарам, добре дојдовте пред се да ви посакам во нашата општина, во општина Новаци. И еве ако почнеме да почнеме од почеток, како што рековте, во овие изминати 2 години се во општина Новаци, од кога презедовме новата локална самоуправа, јас на неја како градоначалник се сочивме со еден куп предизвици. Пред се еден најголем предизвик, односно проблем или како да го наречеме, беше општината што ја затекнавме во огромни долгови. Презадолжена општина со сума над 67 милиони денари, што за една општина со капацитет како што е нашата, како што е општина Новаци, тоа представуваше огромно оптоварување. После тоа, покрај тоа што го затекнавме како огромен долг за нашата општина, следен поголем проблем беше што наредната веќе ние функцијата како градоначалник ја презедов кон крајот на 2021 година, веќе во наредната 22 година се случи енергетската криза, каде што добивавме енормно високи сметки за улично осветлување и комплетно за целокупното снабдување со електрична енергија на нашата општина, каде што сметките за електрична енергија на месечно ниво надминува повеќе од 1 милион денари за нашата општина, што тоа представуваше уште поголем дополнителен осветлување? Пред се за уличното осветлување. Добивавме сметки за улично осветлување што достигнува сума и над 1 милион денари, како што ви споменав, што представуваше уште поголем проблем во тоа што веќе го наследивме како обврска на нашата општина, која што беше како резултат на непродуктивното, можем и недомајкинско работење на преходната локална самоуправа, која што вложуваше некаде каде што не носеше некаков економски резултат и бенефит. Односно, сите оние проекти, онаму каде што сите овие средства биле потрошени, или можам да речем најголемиот дел од финансиските оптоварувања кои што ги нанесол претходниот градоначалник, биле во проекти кои што ништо добро не и донесоа на нашата општина, туку и представува само дополнителни оптоварувања. Кога сме кај долговите кои што ги наследивте, каква беше структурата на тие долгови? Зошто најмногу се должеше, да речем? Па најголемиот долг беше на проекти кои што ги работел претходниот градоначалник, значи проекти кои што причинува големо оптоварување, кои што не беа потребно толку да представуваат да се задолжуваме во таа насока. Пред се имаше доградба на дел од општинската зграда, кој што според мене беше комплетно непродуктивен расход, кој што не чинеше повеќе од 700.000 евра. Потоа во претходните година до 2 имаше за тампонирање на полски патишта потрошено огромни суми. Последната 2021 година имавме сума над 200.000 евра средства кои што се потрошиле во програмата за одржување на полските патишта, кои што немаше потреба да се вложуваат толкави средства во таа насока. Јас од кога дојдов како градоначалник за оваа мерка за подобрување на патната инфраструктура која води до земјоделските површини, со сума од околу по 1 милион денари од буџетска година, ги сервисирав на овие проблеми и мислам дека немавме никакви забелешки од страна на нашите земјоделци. Дали имавте некои туџбени барања, дали имавте некои... Секако дека имавме и кон тоа требаше да одговориме и општината беше дополнително оптоварена со сите овие дополнителни давачки, така натаму и така натаму. Меѓутоа, со домаќинското работење, во наредната 2022 година направивме прекројување на буџетот, онаму каде што требаше да намаливме, таму каде што требаше да бидеме оптимални, направивме оптимизација и на некој начин ја стабилизиравме општината. Исто така дополнителен проблем беше што во таа 2022 година, како резултат дополнително на сите тие оптоварувања што ги имавме, односно долгови кои што ги наследивме, главниот извор на финансирање кој што ни е
пред се од концесија, од експлоатација на минерални суровини, пред се од рек Битола, ни задоцнија. Значи, цела година кварталните наплати не ги добивме, то представуваше уште поголем проблем. После тоа ги наплативме кон крајот на таа буџетска година, па почнавме полека да се разборчуваме, па како резултат на инвестициите кои што се наоѓаат во нашата општина во областа на обновливите извори на енергија, односно на изградбата на фотонапонски електрани, почна да се градат фотонапонски електрани голем капацитет за тие инвестиции. Меѓутоа довред. Да. Сега каква е сега моментот состојбата? Надминати се тие финансиски проблеми? Токму затоа ме прекинавте, сакав да поентирам, значи како резултат на инвестициите од страна на овие компании кои што инвестираат во фотонапонските електрани, односно во обновливите извори на енергија, ние како општина, бидејќи во таа 22 година почна да се гради најголемата фотоелектрана во Македонија, која што е на површина од 55 хектари, ние како општина по основ на комунали наплативме сериозна сума на средства со кои што успеавме на некој начин исто така да амортизираме дел од обврските кои што ги имавме по разните добавувачи. Сега каква е крвната слика на вас? Сега е, можеме да се пофалиме, е стабилна, со позитивно финансиско салдо, со проекти кои што се во фаза на таковна реализација, проекти кои што ќе се реализираат во текот на оваа буџетска година, голем дел од крупни капитални проекти веќе ги почнавме да ги реализираме во минатата година и се надевам дека општината за брзо време ќе се најди на правилните насоки на движење и ќе вложиме онаму каде што е најнеопходно за да причиниме економски раст и развој на нашата општина, а со тој на нашите граѓани. Како успеавте да ги надмините вие сите тие проблеми финансиски, бидејќи околу 1.000.000 евра да се задолжена? Така рековте, 1.000.000 евра? Околу 1.500.000 евра, значи 67.200.000 евра. 67 милиони денари долгови. Од претходниот граначалник. Од претходниот целост. Задолжено. Тие се вратени тие средства, нема веќе долгови? Скоро сите средства се вратени, општината е на позитивно финансиско салдо и мислам дека одиме во правилна насока на движење. Со тоа што заштедивме, како вие ме прашавте како успеавме на начин што работевме домајќински, заштедивме онаму каде што биле недомајќински расходите правени, значи во проекти каде што немало потреба да се работи, таму направивме рестрикции, вложивме таму каде што требаше, работевме на изработка на проектна документација, на проекти кои што мислев дека се од суштинско значење за нашите жители. Пред се и да споменам дека кога дојдов затекнав на општина која што немаше ни скоро никаква проектна документација или проектна документација која што исто така не причинуваше, не беше од интерес за економскиот развој на луѓето. Значи проекти кои што не беа суштински, не беа битни. Овие 2 години потрошивме многу голема енергија во насока на изработка на проектна документација. Пред се голема енергија вложивме во изградба на изработка на проектна документација за индустријска зона која што ќе биде во рамките на општина Новаци, кај местноста Златен клас на површина од 20 хектари. Работевме на изработка на УПВНМ, урбанистички проект во населено место, кој што исто така како резултат на проблемите кои што ги имаме локална и централна власт и недоразбирањата и како и да ја наречам, не знам, меѓутоа огромни проблеми, огромни предизвици во изработката на таа техничка документација која траеше скоро 2 години, веќе на повидок е некаков успех, во фаза сме исто така на изработка на основен проект на таа индустријска зона, која што мислам дека ќе допринесе економски развој и бенефит за нашите жители, затоа што како општина во овие 2 години успеавме да развиеме меѓународна соработка со покрај земјите од регионот, од нашето обкружување од Балканот, туку исто така и со Република Турција, на неколку наврати бевме во посета во неколку стопански комори во Сакарија, во близина на Истанбул, односно на Ада Пазари, воспоставивме добри релации со големи бизнисмени од таму, кои што за кратко време дојдоа кај нас и регистрира фирми. Можеме исто така да се пофалиме дека во овој период се регистрирани над 20 фирми во општина Новаци со седиште, кои што се главните инвестиции од Република Турција и кои што во секој момент чекаат на нас да се создадат услови да можеме овие парцели
кои што се во рамките на индустријската развојна зона, да ги ставиме на постапка за продажба и да може да ги откупат и што поскоро да почнат со изградба на стопански капацитети од областа на лесната незагадувачка индустрија. Да. Спомнате дека претходниот градоначалник финансирал проекти од несуштинска потреба, кои немале приоритетни. Сега вие во кој правец ги насочивте? Кои се проблемите што ги обтоваруваат жителите на Новаци општина? Значи, еден од проблемите веќе го спомнав. Насоката која што ја дадов за движење, развојот на индустријската развојна зона, се со цел за да можеме да покрај тоа што ќе ги анимираме да работат нашите жители тука и екзистираат и основаат семејства и не се иселуваат, што е тренд што ни се случува како во земјата, така и во окружувањето, исто така да повлечиме работоспособна сила и до околните општини, од целокупниот регион, што значи да на некој начин да го заживиме овој простор, а исто така, бидејќи во иднина се најавува дека ќе се транзитира целокупното производство на енергија од обновливи извори и се најавува, веќе најавуваат актуелните раководства на централната власт дека му се заканува и затварање на рек Битола како еден главен стопански капацитет на цела држава, пред се и нас како општина, бидејќи е во рамките на нашата општина тој капацитет, и се наложува дека за брзо време ќе се наложи ќе се пристапи кон негово згаснување. Тоа значи дека тие луѓе, околу 3-4 илјади кои што екзистираат од рек Битола, дали на директен или индиректен начин, треба да им се најде соодветен услов на вработување и изгрижување да се пренасочат во друга област на вработување. За Новаци велат дека општина каде што нема невработен. Најголемиот број вработени во рек Битола се? Голем дел од вработените се во рек Битола, точно така процентот на вработеност на невработеност е мал, меѓутоа се уште имаме невработени луѓе кои што секако ќе се стремиме да најдеме услови за нивно вработување. Најголемиот дел од нашите жители работат во рек Битола. Имаме луѓе кои што работат и во индустријските капацитети, како што е Кромберт. Покрај тоа, имајќи предвид дека представуваме земјоделска општина, добар дел од нашите земјоделци покрај тоа што се занимаваат како основна дејност земјоделието, имаме и како дополнителна, што значи дека скоро сите на некој начин ги анимира и земјоделското производство. Дел од жителите работат во Зик Пелагонија, како еден од големите стопански капацитети и така натаму. Значи, голем дел се вработени. Да, повеќе наврати ја спомнате индустријската зона. Што очекувате во индустријската зона? Што таму ќе се гради? Кој капацитет индустријски? Според она што го предвидува урбанистичката планска документација, таму е предвидено да се градат стопански капацитети од лесната и незагадувачка индустрија. Значи, се што припаѓа во таа област ќе бидат разни, според она што го имаме како најава од потенцијалните инвеститори, ќе бидат од разни области, меѓутоа пред се ќе биде лесна индустрија. Во повеќе наврати спомнате и дека е голем интересот на луѓе бизнисмени од Турција кои што сакаат да инвестираат во Новаци. Ја спомнате таа 50 мегават. 50 мегават. Да. Сега, вие во Новаци има и два големи капацитети на волтаици. Во Егри и во Новаци, кај? Не, тие се сите помали капацитети, во Новаци има уште две мали производствени капацитети од оваа област, односно од фотонапонски електрани, двете се со капацитет од околу 1 мегават. А ова е над 55 мегават и е најголема во Македонија, дожи во регионот. Тоа е приватна инвестиција. Приватна инвестиција и таа е турска инвестиција. Сега, во повеќе наврати биле тука гости од Турција, бизнисмени. Што ги интересира тие? Што би инвестирале, во што би инвестирале, да речеме? Значи, овие што ги споменав, кои што се заинтересирани во областа на индустријското производство да инвестираат, тие се конкретно во оваа насока, значи лесната и незагадувачка индустрија, заинтересирани за индустријската развојна зона. Покрај тие голем дел, не само турски, туку од скоро цел свет имаме заинтересирани потенцијални инвеститори кои што сакаат да изградат исто така големи фотонапонски електрани кои што ќе бидат со капацитет од над 20 мегавати и веќе дел од нив се во постапка. Мислам дека една од овие
електрани ќе започне се гради следната, втората ќе започне се гради ова наредно лето, која што ќе биде со капацитет од околу 30 мегавати, во постапка се уште неколку други, сите ќе бидат со поголем капацитет. Кај би биле изградени тие? Најголемиот дел се во близина нам, каде што имало пред се во приватно земјиште, кое што потенцијалните инвеститори го купиле од приватни сопственици, во близина на атарите кои што гравитираат до рек Битола, односно до најголемиот трансформатор на МЕПСО, кој што е потенцијален приклучок за сите овие големи фотонапонски електрани, пред се во атарите кои што гравитираат во кругот на рек Битола. Вие покрај тоа што имате многу блиски релации и динамична соработка со Турција, имате и богата меѓународна соработка со други држави од соседството. А бидејќи општина Новаци, колку што мене ми е познато, беше посочена како една општина од Министерството за локална самоуправа која што има многу развиено меѓународни проекти, посебно овие прекугранични проекти. Како на тој план работите? На тој план работите конечно се откочија во овој период. Значи, после 2-3 години немање на проекти во насока на меѓуграничната соработка, финансирани од Европската Унија, оваа година веќе ја отпочнат повикот. Како што кажавте, во минатото пред 10 години имавме интензивна соработка со Република Грција, пред се како наш најблизок сосед во рамките на овие проекти од меѓуграничната соработка и беа реализирани неколку проекти. Меѓутоа, во овие 4-5 години не е направено ништо такво. Се надевам дека ова година сме на повидок, дека ќе имаме нешто ново и ќе сработиме некои проекти кои што ќе бидат од интерес и благодет за нашите жители. Имаме искусен тим кој што и добро ги познава овие проблематики и се надевам дека со добрите партнери кои што ги имаме и веќе воспоставени релации со соседните како општини и други стопанственици или било какви институции од соседна Република Грција, се надевам дека ќе изработиме проекти кои што ќе бидат од интерес за жителите на двата региони, на двете држави, на соседните општини. Од соседството, да речеме со Грција, со кој град имате? Ова година се надевам дека ќе имаме како нов почеток соработка со Лерин, ќе соработуваме со Алмопија неколку пати и овој пат ќе имаме, мислам дека ќе успееме да имаме нова соработка во изработката на овие проекти од заеднички интерес. Пред се тука пограничните општини, меѓутоа исто така ќе работиме на еден проект во насока на заштита на животната средина, тоа ќе биде со Стопанската комора на Кожани. Значи, имаме интересни понуди, добро воспоставени комуникации, се надевам дека успешно ќе имаме успешни проекти кои што ќе бидат од интерес за сите нас. Кога станува збор за меѓународната соработка, сигурно порано имавте вие такви искуства со туризмот, историскиот, културниот туризам, на Мариовскиот дел. На тој план како одат активностите? Да, значи, овие проекти се водат во неколку насоки. Жива природа, жива историја. Да, и тој проект беше како резултат на овие кросбордери меѓугранични проекти и овој пат имаме на некои од повиците ќе учествуваме во таа насока, заштита на културното наследство, ќе имаме дел од повиците каде што ќе учествуваме во насока на заштита на животната средина, тоа што ви споменав, што ќе го работиме со Стопанската комора на Кожани, и дел ќе имаме во насока на циркуларна економија, каде што ќе сакаме да направиме нешто од обновливите истоизвори, односно од органски остатоци и така натаму, да направиме еден затворен круг на органско процес на производство и така натаму. Господине Стефановски, во првиот дел од ова интервју, кое што ќе оди на програмата на БДВ7 радио, Полиграф, кажете ни дали лично сте задоволен од ова што го сработивте во изминатите 2 години? Лично сум задоволен, имајќи ја предвид состојбата која што ја затекнавме како општина, имајќи предвид тоа што успеавме со максимални напори да го направиме во овие 2 години, и како резултат на политичките случувања во државата, како резултат на целокупните обструкции кои што ги имавме ние локалната самоуправа од страна на централните институции од државата, можам да се пофалам дека имаме добар напредок, имаме некои проекти кои што
кои што би барале за многу време или некои минати структури не се ни заинтересирали да изработат, ние веќе отпочнавме со реализација. Ете во Добромир, второто село по големина, веќе во втора фаза на изградба канализациона мрежа, која што беше од суштинско значење за тие жители, битно за 21-виот век, кога не се сочуваме со огромни проблеми, а велиме дека општината наша е една од по приходи најголема, најдобро, најситуирана, меѓутоа нашите жители не живеат баш така лагоден живот како што тоа е прикажано. Покрај тоа работиме во фаза на почеток на изградба на спортско-рекреативна патека, која што ќе оповрзи Новаци заедно со манастирот Рождество на Пресвета Богородица, кој што е на влезот во селото. Тоа ќе биде една модерна спортска патека, во која што ќе има и тартан атлетска патека, како што нема ни во градовите. Проект кој што е доста интересен, доста скап и ќе биде привлечен како за нашите жители, така и за жителите од соседните општини, па и од регионот. Работиме на изградба на патната инфраструктура на подобрување. Во овој момент подпишавме договори, во Гермијан ќе згработуваме улица, ќе обновуваме и рехабилитираме патишта. Со еден збор можам да кажам дека работиме во проекти кои што досега не се ни размислувало да се работи. Полиграф со Менде Младеновски на Б97 радио. Полиграф. Господине Стефановски, го продолжуваме интервјуто во рамките на рубриката Полиграф. Сега, Новаци е општина која што е најголема по територија, ама најмалце населена општина. Точно така. Таа миграција се чувствува и сега? Апсолутно да, за жал. Значи да, општина Новаци представува една од најголемите општини по територија, со приближно површина од околу 800 км квадратни, која што е распространета на разни релјефни површини. Најголемиот дел од жителите кои што се уште живеат, но за жал и тука чекор по чекор, ден по ден ни се иселуват, во рамничарскиот дел на Пелагонија, каде што ни се и најголем дел од живите села, а најголемите површини, пространства на општината се наоѓаат во Мариовскиот дел, во Рицко-планинскиот дел, каде што за жал голем дел од селата ни се скоро и без жители, иселени. Има уште неколку живи села каде што има по неколку жители. Меѓутоа не ги оставаме, одиме во насока на вложување пред се на алтернативниот туризам, на сите видови на културно-историски знаменитости, туризмот во таа насока да посветиме, и токму тоа што го спомнавме во првиот дел од разговорот, дека и проектите кои што ги темелиме заедно со пограничните проекти со соседните општини од Република Грција ќе бидат дел во таа насока на заштита на културното наследство, а исто така стремиме кон руралниот туризам кој што представува тренд во Европа во последно време, а нашиот Мариовски дел од општината нуди такви можности за да можеме да наставиме импулс и насока да движиме кон развој на овој тип на туризам. Порано луѓето прашува кој пат води за Мариово. Сега дали овие туристите, посебно од овие европски земји кои што бараат етно туризам, прашуваат кој пат води за Мариово? Точно. И го знаат Зович, за речене. Го знаат и Зович, ги знаат скоро сите мариовски села. Тоа што ви споменав, голем дел европски туристи се заинтересирани за ваков тип на туризам и да ги посетват ваквите села какви што ги имаме ние во Мариовскиот дел, и во изминатите години имаме доста голема посетеност. Тоа пред се го организираат туристичките работници низ државата кои што им ја нудат Мариовскиот битолскиот дел од Мариово и нашите села кои што гравитираат во нашата општина како нивна туристичка дестинација и нивна посета, и имаме голема посетеност од страна странски туристи, особено од западноевропските земји. Милчо Манчевски доаѓа тука често, велат дека постои најчест гостин во Зович е тој. Па не би рекол од кога сум јас градоначалник, нема да иде на камен, може би доаѓа во Зович, меѓутоа не ми се најавил. Во минатото да, кога ги снимаше филмовите, одеше и дел од сцените на филмот пред дождот беа снимани на мостот, на популарниот мост во Зович, кој што стана атракција, особено во времето кога беше кризата со короната. Многу наши луѓе
има можност да го посетат ова културна знаменитост која што се наоѓа во село Зович. Да. За Новаци велат дека е општина која што има најмногу цркви. Велат дека има над 50 цркви. Бројот на цркви е над 50, како цркви така и манастири. Селата може би изумре, меѓутоа жителите кои што гравитираат од тие села, живеат дали во државата или ширум светот, вложуваат напори да се ги посетат барем храмовите, тие културни историски споменици и да ги одржуваат. Ние како општина, како локална самоуправа, максимални напори даваме заедно со советот на општината да им помогнеме во насока на одржување, реконструкција, рехабилитација и подобрување на сите тие културни знаменитости кои што се распространети скоро во сите села ширум нашата општина. Едно време имаме информација дека општина Новаци на сите оние кои што сакаат да градат куќарки, викендици на државно земјиште, вие му давате доста поголности. Има заинтересирани за такви градби? За такви градби во рамките на законските регулативи секако дека им даваме поволности, меѓутоа има заинтересирани. Веќе ја направивме уредување на една парцела, односно на неколку парцели кои што ги формиравме и сега се во фаза исто и тие ќе бидат во фаза на продажба. Тоа се во близина на селото Градешница, на самиот влез од селото, каде што ќе биде една типска населба наменета за луѓе кои што сакаат да си купат своја парче земја, да изградат викендица за одмор и рекреација. Тој проект го прави општината или? Проектот урбанизмот го направи општината. Следна фаза ќе биде да ги ставиме тие парцели на продажба на системот на јавна лицитација, каде што почетната цена би била околу 60 денари. Значи, така е отворен јавен повик? Отворен јавен повик на кој што може да се пријават сите луѓе кои што се заинтересирани да купат парче земја за да изградат викендица и се жители на нашата земја. Господине Степановски, има доста иселени од овој дел на Новаци, посебно од Мариовскиот дел, во другите градови на државата. Дали има обратен сега процес жители на Мариово, на Новаци, па да сакат да се враќаат во овој дел? Голем дел од нашите жители се иселени, тоа било како резултат на процесите кои што биле уште од минатото, проследено уште од социјализмот, од 60-тите, 70-тите години па наваму. Тој тренд во тој период и како резултат на индустриализацијата на градовите, како резултат на немањето основни услови за екзистенција, немањето на патна инфраструктура, немањето на квалитетни услови за живот, луѓето биле приморани да гравитираат кон градските средини, дел да ја напуштат државата како во западноевропските земји, така и во прекуокеанските. И општина Новаци е една од општините која што има најголем број на иселеници ширум светот, кои што, како што споменавте, имаат голем интерес и се враќаат во народното огниште. Не би рекол сите дека остануваат тука да живеат, меѓутоа скоро сите се заинтересирани да се ги обноват своите стари куќи, своите огништа, од каде што потекнуваат и имаме голем напредок во таа насока, особено Мариовските куќи, овие неколку години имаат тренд на обнова и рехабилитација. Пред се на жителите кои што во минатото ги напуштиле тие села. Едно време се зборуваше дека и Батлер има, американскиот амбасадор, куќа во Мариовскиот. Едно време кога се уште беа општините не бевме споени како една општина, кога беше Старавина посебна единица на локална самоуправа, Батлер имаше добри соработки со тогашната управа на таа општина и Мариовскиот крај му беше омилен крај за посетување. Точно така се зборуваше дека има нешто, но не би рекол дека има некој негов имот тука на наша општина. Сега, најмногу се иселува од општина Новаци, посебно од Мариовскиот дел. Во Австралија зборува дека има најмногу иселеници. Во кој град тоа беше, Рокдейл или? Во скоро сите градови од Австралија има наши луѓе, не само од Мариовскиот, туку и од Рамничарскиот дел, од Новаци, од околните села околу Новаци кои што гравитираат во рамницата, исто така има иселеници во Австралија скоро во сите градови. Најголемиот дел се мислам дека во Мелбурн, меѓутоа не ме здржете за збор. Скоро секаде. Добро, господине Степановски, сега вака зборуваме за предиспозите што ги има Новаци, Мариовскиот дел, за развој на зимскиот, летниот туризам. Новаци е богато со историја тука на Кај Макчалан
се одвиваат битките на Солунскиот фронт. Французите покажуваат интерес за Кајмакчалан? Што се однесува од историските знаменитости, точно така, една од историските моменти кој што е значаен за нашата општина е што на територијата на целата скоро наша општина, на територијата на цела општина Новаци биле главните битки од Солунскиот фронт, од тој јужен фронт од Првата светска војна. Како резултат на тоа во минатото имавме воспоставено плодна соработка со Република Франција, кој што има дадено најголем дел од жртвите во време на Првата светска војна и воспоставивме комуникација и меморандуми за соработка со општината Коломбел од Долна Нормандија, од Република Франција, на кој што и таму и кај нас направивме споменици, на кој што беа изгравирани имињата на жртвите од тој македонски јужен фронт, македонци кои што загинале во тој фронт. Да, како прв резултат ставивме имиња македонци жртви од таа војна. Кога сме кај тој споменик, треба да се спомни дека Новаци е првата општина не само во овој регион, туку и во Македонија, каде што има споменик во кој што се изгравирани имињата на македонците што загинале во Првата светска војна. Точно, исто како што се кај нас, во местноста во атарот на село Гермијан, изграден споменик, каде што се гравирани имињата на нашите жртви од Македонскиот фронт, истото е направено и во рамките на Коломбелт, изграден споменик, каде што се напишени имињата жртви од таа војна како резултат на проект за помирување, во кој што беа вклучени и изгравирани се имиња на жртви од страна од Германија, од Република Германија, Франција, Македонија. Господине Завановски, во последно време, откако сте вие градоначалник на општина Новаци, доста внимание му посветувате на образованието и му давате на учениците разни поволности. Има деца за што посетуваат настава во оваа општина? Што се однесува до област образование и нашето основно училиште, во овие 2 години правам максимални напори за да направиме што подобри услови за успешна работа, учење и напредок на нашите деца. Како резултат на тоа што ни се случуваат трендовите кои што ги споменав на иселување и на малување на младата популација, јас како градоначалник давам максимални напори за да можеме да направиме подобри услови од сите, се со цел да направиме нешто да ги задржиме нашите млади луѓе. Тука Славко Лумбарковски централно училиште. Централно основно училиште Славко Лумбарковски, на кое што гравитираат уште неколку подрачни училишта во соседните села. Вкупно број ученици имаме околу 200, од прво до 9 одделение. И во овие неколку години правам се за да им ги подобрам квалитетот и условите на образовниот процес. Првата уште година направивме подобрување на тоалетите и санитарните јазли, ги направивме онака како што треба да довликува на денешно време, со одветни санитарни јазли. Направивме, воведов да од оваа година, од претходната година, на сите запишани прво одделенчиња им дадеме по 10.000 денари како стимул за упис во прво одделение. Мислам дека сме единствени во државата и од оваа година да се пофалам дека сме исто така единствени во државата. Воведов бесплатен оброк, појадок за сите ученици од прво до 9 одделение во целото централно основно училиште. Тоа го субвенционира општината. Целосно го покрива општината со средства од буџетот на нашата општина. Тоа е топол оброк или ладен оброк? Ладен оброк е, меѓутоа прилагоден со сите нутритивни мерки, онака како што треба да доликува за здрава исхрана на нашите деца. Значи оброк обезбеден за сите ученици во основното училиште. Без исклучок. Тоа е прв пат во историјата на нашата општина и мислам дека представува една позитивна мерка со која што ќе направиме дополнителни исчекор со цел да ги мотивираме нашите млади луѓе да сформираат семејства, да останат тука, да екзистираат и да не се иселуваат од нашата општина. Да. Имате од пред 2-3 години кога сте вие исто функција така, и за новородените дечина давате. За новородените исто е зголемивме помошта, околу 6.000 денари даваме. На секој новороденче. За четврто одделенците, од кога сум јас градоначалник, им обезбедивме соодветни електронски помагала, онакви какви што им налага наставниот процес. Значи секоја година на четврто одделенците им обезбедуваме таблети за непречено одвивање на наставниот процес во тоа одделение. Кога сме кај новороденчината, се зголемува бројот или опаѓа бројот на новороденчина во општината? За жал опаѓа или се наоѓаме на некоја позитивна нула.
меѓутоа со мерките, позитивните мерки кои што ги носиме во сите социјални аспекти насоки, се надевам дека ќе допринесиме и со сите инфраструктурни потези кои што ги влечиме, со цел подобрување на квалитетот на живот на луѓето во селата, да ги мотивираме да останат, да живеат, да екзистираат тука и како резултат на она што во иднина сакаме да го направиме со вложувањето со изградба на фабрики, со изградба на индустријската зона, со вложување на капитал, било домашен и странски, за да можат нашите луѓе да работат и заработуваат и екзистираат во рамките на нашата општина. Сега ги спомнавме учениците, новороденчината, младите како се замавуваат во Новаци? За младите исто така правиме еден куп позитивни напори, ги вклучуваме во многу проекти. Еве сега работиме, уште од 2022 почнаме да работиме на некои проекти, исто така европски проекти со некои организации и вклучени се во работата на Советот, добија некои проекти, како резултат на тие проекти во соработка со организацијата ProLocal, а името на проектот е зајакнување на луѓето во Пелагонија, на младите луѓе во Пелагонија. Минатата година, како побарање нивно, изработка на целокупна проектна документација, на младите луѓе им изградивме спортска теретана на отворено, каде што дел од средствата беа обезбедени преку овој проект од страна на Кралството Холандија, а дел од средствата ги обезбедивме од општина Новаци заедно со Советот на општината. Оваа година исто така за младите во истите повици на истите програми со ProLocal и зајакнување на луѓето во Пелагонија ги вклучивме во истиот проект, меѓутоа сега ќе работиме во насока да го опремиме и осовремениме младинскиот културен центар и да имаме еден модерен младински културен центар во кој што младите луѓе ќе можат непречено да работат, да творат, да екзистираат и да креираат позитивна политика. Сигурно младите се активни во спортот. Секако дека се активни во спортот, исто во спортот вложуваме многу. Од ланска година го доведовме фудбалскиот клуб Новаци, кој што беше долги години во втора лига играше и впрочем за нашата општина представуваше еден вид на бренд во Македонија, потоа беше предпознатнива општина Новаци, меѓутоа неколку години не се надпреваруваше во втората лига, беше по долните рангови на фудбалско надпреварување, со максимални напори, со вложување во тој фудбалски клуб. Успеавме ланска година и фудбалскиот клуб да го вратиме на местото каде што припаѓа и приматот да си го добие онаму каде што го заслужува. Општина Новаци, фудбалскиот клуб Новаци сега се надпреварува во втората македонска фудбалска лига. Што е една гордост за нас. И сега дерби, пелагониско дерби, Пелистер. Неколку пелагониски дербија ги има, и Пелистер, па и Прилеп победа и и ние сме во тој ранг на фудбалска надпреварување. Сигурно доста му се придава внимание и на културно-забавниот живот, културно-уметничките друштва имате вие Новаци. Точно така, имаме културно-уметничко друштво на кое што му помагаме максимално и го афирмираме во областа и насоката на културните манифестации. Исто така прва година од кога дојдов јас во 2022 година како градоначелник, тоа ми беше една од желбите да направиме некоја манифестација која што ќе го отслика пелагонискиот регион, односно автентичноста на нашата општина, која впрочем е земјоделска општина, во која што се произведува лебното жито и сите видови на житни култури. Сакав да направиме еден фестивал кој што ќе биде во насока на афирмација на нашето поднебје, на нашата општина. Тоа го направивме фестивал кој го крстивме фестивал на жетвата. Тоа не представува само еден обичен фестивал на културен фестивал, туку тоа ми беше и желба да направиме нешто што ќе биде сплет на културно, образовно, едукативен дел, се во насока на подобрување и едукација на нашите земјоделци и земјоделски стопанства. Па токму заради тоа, покрај тоа што овај фестивал имаше културно и содржини и трај 2 дена, тоа е во кругот на прекрасниот манастир Рождество на Пресвета Богородица, исто направивме да биде тој еден вид на саемски дел, на кој што ги поканивме скоро сите компании кои што гравитираат во насока на развој на земјоделското производство, дали се тоа компании кои што продаваат или произведуваат земјоделска механизација, компании кои што произведуваат или продаваат хемиски средства, ѓубрива и така натаму во насока на заштита и напредок и развој на земјоделското, сите тие
било да се компании кои произведуваат храна, вино и така натаму, се направивме нешто што го сочинува земјоделското производство во една целина, да го представиме во рамките на нашата општина, кое што за период од овие 2 години стварно го афирмиравме и мислам дека од година во година ќе доживува се поголеми и поуспешни напредоци. Сега да се вратиме на почетокот од ова интервју, кога кажавте дека наследите доста проблеми и околу 1.200.000 евра, успеавте да вратите. Рековте во еден момент од ова интервју дека некако соработката со власта, која е централната власт од друга партијска провиненција, не е најдобра. Шо тоа кочи? Шо е тоа што, да речеме, не се реализира? Еден куп работи се што не се реализираат, па во текот на разговорот нешто и споменавме како резултат, пред да почнеме од тоа што тешко ни се одвива одобренијата, проектните документи, осопки, недоразбирања и така натаму. Друго, сите оние средства кои што нас како регион и општината ни припаѓаат од разни извори на финансирање од државните институции, од министерствата, многу тешко или малку ги добиваме. Најголем дел од сумите кои што ги определуваат соодветните ресорни министерства. Во блок дотација нешто се? Не во блок дотација, туку во разни мерки. Да речеме, Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој има одреден пакет на средства кои што ги распоредува по општините, по региони. Ние до тие средства многу тешко можеме да дојдеме или скоро и да не доаѓаме. Од разните други министерства проектите многу тешко се реализираат, многу тешко можеме да дојдеме до финансии и реализација на некои проекти. Сите тие проекти претежно се насочени кон општините каде што градоначалници се од централната власт, од СДС или од ДУИ, а ние, општините кои што се предводени од градоначалници и локална самоуправа од ВМРО-ДПМ, многу големи проблеми имаме во таа област. Добивање на средства од државните институции кои што по разни основи имаат и треба да ги финансираат општините во разни проекти. Сигурно доколку тоа би одело поефикасно, би се зголемиле можностите на општината. Апсолутно да. Значи, ние во таа насока сме ускратени во некои работи. Значи, не можеме да ги реализираме некои проекти кои што сме ги замислиле, кои што сме ги аплицирале кон тие министерства или тие институции. Кога ние ќе ги аплицираме проектите, добиваме повратен одговор дека не ни е прифатен тој проект. Како оди соработката со Министерството за животна средина на овие средствата што се одрекли за градувањето? Тие средства се преку Министерството за економија. Па ви споменав дека првата година имавме огромен проблем кој не чинеше плаќање на камати, а тоа беше бидејќи тие средства ги добиваме квартално на неколку пати во текот на годината. Таа 2022 година скоро и да не добивме никакви средства и општината беше доведена, како што ви спомена, во големи проблеми. Сега во претходната година тековно ги добиваме. Не се сервисираат тие средства. Тие зошто се употребуваат тие средства главно? Пред се употребуваат во насока на развој на инфраструктурата, во подобрување на квалитетот на живот. Сите средства се вложуваат во општина Новаци, се со цел развој на инфраструктура. Значи, ова година вложувавме, дел од тие средства ги вложуваме во изградба на канализациони мрежи, во фаза изградба на канализациона мрежа и нова водоводна мрежа која што ќе биде во рамките на индустријската зона. Исто така дел од тие средства вложуваме таму. Вложуваме во подобрување на квалитетот на живот. Се забележува доста вложување во спортски терени тука, во некои села. Фудбалскиот стадион на Новаци беше стадион кој што, за жал, 30 години во него не си имаше гимнато ништо. Дури од кога веќе нашиот фудбалски клуб успеа да влезе во втора лига, се соочивме со друг проблем. Немање соодветни услови за да се надпреваруваме во тој ранг на фудбалско надпреварување. Одлучивме да направиме темелна реконструкција на стадионот и тој е темелно реконструиран, прилагоден на сите услови кои што ги налагат фудбалските надпреварувања од сите рангови на фудбалско надпреварување.
Значи сега во Новаци имаме стадион на кој што можат да се надпреваруваат и прволигаши. Кој во минатото не беше со прст мрднато на тој стадион. Исто така и во Добромир направивме реконструкција дел на стадионот да го прилагодиме за тој ранг на фудбалско надпреварување. Имаме уште неколку фудбалски клубови кои што се надпреваруваат во локалните фудбалски лиги. Локалната власт ги поддржува тие спортски Апсолутно клубови. сите овие спортски клубови се поддржани од локалната власт. Во текот на летото, во чест на нашиот херој Пеце Матичевски, организираме турнир кој што е доста актуелен и исто и на тој доста актуелен учествуваат клубови од скоро цела држава. Тоа е на повеќе наменското фудбалско игралиште се игра тој турнир и исто така и тој фудбалски турнир го помагаме, целосно го финансираме и го поддржуваме. Во областа на културата, спортот, апсолутно даваме целосна поддршка, се со цела афирмација, здрав живот и задржување на луѓето тука. Господине Стефановски, разговараме веќе еден час и ја привршуваме емисијата. Дали нешто пропуштивме да ве прашаме или сакате вие да нагласите во ова интервју? Останува вие да кажете. Па може би пропуштивме многу работи, имаше многу работи што ги направивме, меѓутоа да ги оставиме тие да ги споменеме во некоја друга прилика. Сега, на крајот, се наоѓаме во предизборна кампања. Колку таа предизборна кампања влијае на работењето на локалната самоуправа на Новаци? Секако дека влијае, како резултат од тоа кога се распиша изборите, собранието кога веќе ги распиша изборите, ние како локална самоуправа сме ограничени во действувањето на некои насоки, меѓутоа од она што се несува развој на инфраструктурата, ако имаме добро испланирана година, мислам дека нема да имаме проблеми. Имаме распишано проекти за што се несува за изградба на еден куп инфраструктурни проекти, кои што мислам дека нема да не попречат во рамките на нашата замислена буџетска година. Почитувани слушатели, вие имате можност да го проследите интервјуто со градчалникот на Новаци, господин Стефче Стефановски, во рамките на емисијата Полиграф и поздрав до слушање до некое следно интервју. Полиграф со Менде Младеновски на Б97 радио.